Следите новото издание на регионалните вести. Денеска православните верници го чествуваат празникот посветен на светите Константин и Елена. Празнување имаше во Тетовско Блаце, во истоимената црква. Православните христијани денеска ги празнуваат светите цар Константин и неговата мајка царица Елена. По тој повод чествување имаше во населеното место Блаце, во светиот храм посветен на светите рамноапостоли Константин и Елена. Уште од раните утрински часови црквичката беше преполна со верници, кои беа дојдени да им оддадат почит на патроните на овој свет храм. Свечена богослужба отслужи отец Ненад Ѓорѓевски. По заслуга на царо Константин престанало гонението на христијаните, кое пред тоа трајало 33 века. Тој бил првиот римски цар кој ја проценил големината и важноста на Христовата вера за државата и за нејзиниот правилен развој. Во христијанството ја увидел сигурната основа на која може да обезбеди моралност на своите починети, на кој тој бил повикан да владее. Само и единствено христијанството можело да му ја пружи она силна творечка волја, без која неговото царство безусловно би се распаднало. И така царо Константин, раскинувајќи со едно минато кое било мртво, прифаќајќи го христијанството, умеел со неговата помош да ги разбуди и развие сите позитивни сили кај својот народ и едно величествена благодатна цел. Старите идеали веќе биле мртви и шупливи, а христијанството постанало сосема нови идеали, особено идеалите на праведност и честност, за кои единствено може да се замисли напредокот на царството и народот. Царството на царо Константин се темели на Христовиот евангелски закон, како на сигурен и цврст камен темелник, па од тука следува дека со сигурност можеме да тврдиме дека без таков сигурен и цврст камен темелник не можат да обстојат ни денешниве народи и држави. Дури и денес, кога човештвото напредува во брзи чекори во секој материалистички поглед, се уште важи правилото дека без евангелски напредок на луѓето нема обстанок, а во отсуство на евангелска љубов секој народ и секој општество води во неизбежна пропаст. Затоа нека е вечна славата и благодарност на светиот цар Константин, на царица Елена, за сето оно што го направиле за својот народ, за својата вера, сега секојаш и во сите векови. Амин. Христос воскресе на многу години. Годинишните кумови среќни го дочекаа денешниот празник. Чувството е прекрасно, би сакала секој да го доживее истото и на тој што ќе му падне сега му честитам унапред. Па обврските, ченцата и виното нормално, потоа иде лепчето и некоја закуска мала така. На жена ми им падна паричето ланската година и нормално свите среќни дома и у текот на целата година колку толку радосни и за овој ден да дочекаме сега за да прославиме малу и им посакуваме сега на наредните кои ќе му падне паричето исто да си имаа среќа и све најубаво во животот. Во дворот на црквата беше прережан и славскиот колач во кој се криеше паричката што ја одреди кумата за следната година. Слава, чест и спомен на царе Константин и Елена се принесува, Господи, ова бескрмна жртва прими ја, Господи, во Твојот на небесен и мисловен духовен Твој жртвеник. Амин. Свјати мученици, иже добре страдалчество ваше и вјенчак си, молите сјако Господу, помиловати ся душам нашим. Не може. Јас сум Даниела Ѓурчиновска, чувството е прекрасно. Многу сакам да ми се падне паричето, ми се оствари желбата, посакувам на сите многу среќа, радост.
Црквата Свети Константин и Елена е една од трите селски цркви во Тетовско Блаце. Возобновена е во 1993 година, 5 години подоцна и осветена. Денеска го празнуваме празникот на Света Царица Елена и Цар Константин. Одека е стално, значи овој ден е на 3 јуни. Претежно паѓа во работен ден, посетеноста е сепак добра, така да после режењето на колачот и одредување на новиот кум за следната година, сите овде присутни гости ќе повелат таму во трпезаријата на една добра закуска и добра музика. И имаме посетеност доста од сите села овдека во нашиот регион. Место е убаво, воено ги покануваме сите оние кои досега не биле овдека да дојдат, да го видат ова убавина, да ја видат. Ете тука непосредно до самата црква имаме и базен кој е убав, со убава природна вода за капење за младите деца, младите луѓе кои претежно секој викенд овде го поминуваат од нашите соседни села. Порано беше посетеноста малку помала, тука беа само останатите темели од старата црква, бидејќи селото било тука горе, лоцирано кај што е изворот за вода. Сега е селото подолу, нели, има водовод и така. И после тоа ние со месен самодопринос ја реновиравме. Го реновиравме овој храм, го изградивме нов, го осветивме и сега се празнува, значи, секоја година во чест на Цар Константин и Царица Елена. За верниците годинешните кумови приредија братско-сестринска трпеза на љубовта со постна храна. Инаку следната прослава во населеното место Блаце е на 19 јуни во манастирската црква изградена во чест на Светото Тројство, за да го прослават големиот празник Духовден. Лидерот на Обединети за Македонија и екс-министер за внатрешни работи Љубе Бошковски попладнево во 14 часот е пуштен на слобода од затворот Идризово. На 3 дена пред истекот на завршување на затворската казна за случајот кампања, директорот на затворот Живко Пејковски денеска го потпишал решението за отпуст. Тој одлежа 5 години затвор како осуден за незаконско финансирање на политичка кампања. Неговиот случај беше нотиран од Стейт Департментот во извештајот за човекови права како политички затвореник. Сметам дека е исправна одлуката да биде пуштен на слобода. Сметам дека не постојат никакви причини понатака да биде во притвор, без разлика на фактот што е во тек и уште еден кривичен предмет. Се надевам дека и тој предмет ќе се докаже дека обвинението е едноставно неодржано и рационално и му посакувам што побрзо да се врати во нормален живот со своето семејство и со другите своји активности кои што ги има планирано. Во Тетовската касарна Кузман Јосиповски Питу денес се одбележа 15 годишнината од загинувањето на припадниците на безбедносните сили од гарнизонот во Тетово во конфликтот во 2001 година. Пред спомен обележието се поклонија и цвеќе положија повеќе делегации. 15 годишнината од загинувањето на припадниците на безбедносните сили од гарнизонот во Тетово во конфликтот во 2001 година се одбележа денес во Тетовската касарна Кузман Јосиповски Питу. Во чест и слава на загинатите се одржа едноминутно молчење на 6 минута загинати бранители. Во своето обраќање пред присутните командантот на гарнизонот Игор Спасеновски се осврна на животот и делото на сите 6 припадници од гарнизонот во Тетово, кои херојски ги положија животите за одбрана на татковината за време на конфликтот. И покрај горчливата прилула на собствената ирелевантност, добрата страна на ситуацијата во 2001 година беше тоа што сепак територијалната целовитост на државата успеа да се сочува, а најмногу како резултат на несебичната пожртвуваност на патриотите кои беа во состав на безбедносните сили на Република Македонија во тој период. Во текот на овој конфликт загинаа 78 припадници на АРМА и МВР, а 226 припадници на АРМА и 175 на МВР се повредени. Загинати се и 10 цивили и киднапирани се 25 цивили кои се водат како исчезнати. Денес, по 15 години подоцна, сме собрани на ова место
покрај спомен плочата во нашата касарна да дадеме почит на 6 припадници од гарнизонот Тетово кои херојски ги положија животите за одбрана на својата татковина. Исак, Николче, Пеце, Владко, Благоја Блашко. Денес, пред споменот за вашата пожртвуваност, стоиме тажни, но благодарни за покажаната храброст и хероизам, кои беа пример за сите нас во критичните моменти. Вие покажавте што значи да се биде патриот и како треба со целото свое битие да се сака сопствената татковина. Вашите семејства треба да се гордеат со вас, како што сме горди и ние припадниците на армијата што ве имавме за наши соборци. Наша обврска е никогаш да не заборавиме на вашиот херојски подвиг со кој ги задолживте сегашните и сите идни генерации на Рама. Нека ви е вечна слава. Командантот Спасеновски посочи од колкаво значење е одржувањето на мирот и стабилноста во една земја. Теоријата и практиката низ историјата недвосмислено покажуваат дека без соодветно организирање на одбраната и заштитата на земјата која ќе ги гарантира стабилност од сите видови загрозувања, нејзиното натамошно постоење ја губи смислата и известноста. Примерен фактор за зачувување на стабилноста и безбедноста на Република Македонија се демократските процеси, политичките мерки и постигнувањето на политичка стабилност во регионот, како и развојот на демократијата во сите домени на живот и работа. Користењето на војната сила и вооружените состави на Република Македонија се предвидува да се оствари како основен фактор на одбраната во случај на загрозување на територијалниот интегритет и независноста на земјата. Поради комплексноста и спецификите на конфликтот кој се водеше во Република Македонија во 2001 година, потребно е тоа научно да се анализира, а сознанијата до кои ќе се дојде на тој начин треба да се третираат како научени лекции. Секако дека искуствата од овој конфликт кој се одвиваше на нашиот простор треба и понатаму да се користат при обликувањето на одбранбената стратегија и изградбата и надоградувањето на одбранбениот и безбедносниот систем на Република Македонија со цел соодветно да се одговори на евентуалните предизвици од ваков или сличен карактер. Согласно ова, одбраната и заштитата од секогаш представувале и ќе представуваат основна и една од највиталните функции кои државата треба да ги решава, бидејќи надворешната и внатрешната стабилност биле и ќе бидат основен предуслов за обезбедување, всестран стопански и општествен развој, зголемување на благосостојбата на државата и задоволување на потребите на сите граѓани кои се јавуваат како основна цел на развитокот без разлика на нивната расна, полова или етничка припадност. Пред спомен обележјето на загинатите во Тетовската касарна се поклонија и цвеќе положија делегати на првата механизирана пешадиска бригада, третиот механизиран пешадиски баталјон, Тетовскиот сојуз на борци и сојузот на воени инвалиди од Тетово. Со денешното одбележување припадниците на Арама, семејствата и делегациите им оддадоа почит на загинатите за нивниот патриотизам, храброст и несебичност во заштитата на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Поради дивата сеча на шума во атарот на шарпланинското село Раковец, општина Боговиње, денеска се одржа протест пред Тетовската подружница на јавното предпријатие Македонски шуми. Протестираа мештаните од Раковец, побараа поголема контрола и заштита на шумата, која, како што велат, масовно се краде. Жители од шарпланинското село Раковец, општина Боговиње, со протест пред Тетовската подружница на јавното предпријатие Македонски шуми, го изразија револтот од, како што рекоа, дивата сеча на шума во нивниот атар. Според учесниците на протестот, дрвијата масовно се крадат, а Македонски шуми не презема ништо во врска со оваа проблематика. Згора на тоа, како што велат, се дозволува да се врши целосна сеча на шума на голема површина, што може да доведе до ерозија на земјата и загадување и згаснување на изворите, од кои се снабдуваат со вода за пиење. Чиста, вистина чиста и сечена шумова. И нема никаков бран, никаков застој. Ерозијата каква е? Што беше тука во нашиве села пред една година? Па исто не чека и нас. Од местната заедница од Раковец вела дека бесправната сеча на шума е присутна со години во нивниот регион. Повеќе пати се обратиле до Македонски шуми да се спречи ваквата појава, но на терен, како што рекоа, не се презеле никакви конкретни чекори.
И денеска на протестот до јавното предпријатие упатија неколку барања, кои ако не се исполнат најавија порадикални чекори и протести пред Министерството за земјоделство и шумарство. Забрана за сечење на дрва по системот чиста сеча. Забраната на транспорт на дрва надвор од нашето село. Да се најдат и казнуваат соодветно сторителите, почнувајќи од 2007 до денес. Од Тетовската подружница на македонски шуми накусу информира дека ватарот на Раковец нема дива сечена шума. Според раководителот Тони Ивановски, дрвета се сеча согласно законот за сопствени потреби од жители кои потекнуваат од Раковец, но сега се оселени во други места. Отаму додаваа дека поради појава на болести која зафаќаат шумската површина, на одредени места мора да се изврши целосна сечена шума. Во Гостивар вчера попладне се случи првиот протест на граѓанското движење Протестирам, попознато под името Шарена револуција. По протестниот марш низ гостиварските улици на учесниците им се обратија заменик председателот на СДСМ Радмила Шеќеринска и граѓанскиот активист Петриц Сарачини. Шарената револуција вчера попладне протестираше во Гостивар. Протестниот марш започна од пред седиштето на општинската организација на СДСМ, продолжи по улицата Илинденска, преку градскиот плоштад и централното подрачје до зградата на Гостиварскиот основен суд. Таму своје обраќање има заменик председателката на Социјалдемократскиот сојуз Радмила Шеќеринска и граѓанскиот активист Петрит Сарачини. Нема правда и нема мир во држава во која што власта вели ќе потроши милиони евра за опрема за снимање во владата, ама нема да им даде на новинарите да постават ниту едно прашање. Нема правда и нема мир во држава во која има пари 600 милиони евра за споменици, за стиропор и за бетон, а нема пари за нашите општини, за нашата локална економија, за нашите фирми и за нашите невработени. Нема правда и нема мир во држава во која 15 милиони ќе ги трошат за рајски градини, а во Македонија нема да има пари за инсулин, нема да има пари за лекови, деца ќе ни умираат и новороденчиња заради тоа што нема здравствен систем и нема заштита. И се случува една мала група на криминалци, насилници, да ја узурпираат државата, институциите, да го крадат овој народ, да го понижуваат, да го апсат, да го тепаат, да го убиваат. И сето тоа да го продаваат како демократија. Шеќеринска во својот говор се осврна и на аболицијата, потенцирајќи дека председателот Иванов на тој начин ги враќа долговите кон владеачката партија. Таа најави дека СДСМ од понеделник ќе излезе со конкретен план како Македонија да се спаси од кризата и како да се спроведат регуларни избори. Сакам да најавам дека од понеделник ќе излеземе со конкретен план како оваа држава да стави точка на кризата. Како во оваа држава изборите да ги одлучува секој од вас, а не секој од овие згради. Како во оваа држава секој граѓанин да биде ист пред законот. И затоа порачуваме и во Гостивар. Нема правда, нема мир. Учесниците во Шарената револуција во Гостивар, за разлика од другите градови, не фрлаа балони со боја на институциите, туку за време на протестниот марш носеа шарени балони во рацете. Следниот протест во Гостивар е најавен за наредниот четврток. Во Гостивар се одржува дводневна работилница на тема справување со социјоекономските проблеми на локално ниво. Во рамки на проектот Гостивар треба да добие и акцијски план за социјална инклузија. Представници од општината, други институции, социјалните служби и невладиниот сектор на дводневна работилница ќе ги одредуваат приоритетите за справување со социјоекономските проблеми на подрачјето на Гостивар. Работилницата е во рамки на проектот Локални партнерства за социјална инклузија, од кој треба да произлезе локален акцијски план. Денес
учесниците, представници на локалната власт, на Центарот за социјални работи, Агенцијата за вработување, невладиниот сектор и бизнис секторот би требало да донесат консензус за приоритетен проблем од областта на социјалната заштита, од областта на социјалната инклузија, кој на втората работилница, предвидена во овој сет на работилници, која ќе биде работилница за градење на партнерство, ќе може да се проблемот ќе може да се развие, односно да се оформи локално партнерство составено од представници на клучните локални чинители и тој проблем понатаму да се решава и да се вметне во локален акцијски план кој Советот на општината би требало да го донеси и да го имплементира. Проектот се реализира со поддршка преку програмата за предпристапна помош на европските ИПА фондови, а го спроведува невладината АДИ. Активноста е во рамки на проектот Локални партнерства социјална инклузија, кој се имплементира во рамки на четвртата компонента од инструментот за предпристапна помош на Европската Унија за развој на човечки ресурси, финансиране од Европската Унија. Клучната цел на проектот е да ги поттикне клучните локални чинители да оформат локални партнерства за идентификување на локалните социјоекономски проблеми во општината и потоа да ги вметнат во акцијски план кој Советот би требало да го донесе и да го имплементира. На работилницата во Гостивар предвидено е излагање на експерти од Словенија, кои треба да ги представат добрите практики на социјална вклученост и соработката меѓу значајните чинители во подготовките на локални политики. Кампањата на Житолукс за подобрување на условите во детското оделение на клиничката болница Тетово продолжува. Со секој купен производ граѓани донираат за реновирање на оделението. Следува разговорот со организацијскиот директор на клиничката болница Зоран Станковски. Детскиот одел во клиничката болница во Тетово го доби првиот дел од донацијата од Житолукс. Донацијата е резултат на кампањата што иницира компанијата за подобрување на условите на детскиот одел. Со секој купен производ на Житолукс во Тетово се донира за реновирање на оделот во оваа клиничка болница. По тој повод разговараме со Зоран Станковски, организацијски директор на клиничката болница. Господине Станковски, од што се состои првата донација од акцијата? Првата донација од акцијата се состои во душеци, значи нови душеци се купени од компанијата и се донирани на детското оделение при клиничката болница во Тетово. Се работа за многу квалитетни и скапи душеци. Ние сме задоволни од првиот дел како се одвива ова трофазна донација и акција на компанијата Житолукс. Исто така донесени се термометри, најнови, најсовремени, и сега сме во преговори за втората и третата фаза од донацијата. Во кои насоки продолжува кампањата која ќе трае отприлика уште 2 месеца? Значи, како што реков, првиот дел е веќе завршен, има резултат, има донација, граѓаните добро ја прифатија оваа акција и се надевам дека тоа ќе порасне како приливот на средства, така и големината на донацијата и дека ќе се види сето тоа кај детскиот одел. Тоа реновирање, тоа подобрување на условите, подобрување на негата. Од каде е потребата за ваква кампања да се организира? Потребата произлегува од повисокото ниво на општествена одговорност кај компаниите. Имено преку нивна промоција, дел од приходот кај конкретната компанија, кај Житолукс, се донира за детското оделение во нашата болница. Односно, почнува од граѓаните, завршува кај граѓаните. Значи, дел од приходот од она граѓаните што го трошат се враќа преку донација за лекување кај нашите најмили. Колку вам ви значат донациите како болница конкретно за детското оделение? Донациите се составен дел од здравството, затоа што потребите се секогаш поголеми, како во апаратура, така во сместувачки капацитети, во специализација на кадар, во изучување на нови методи, примена на нови методи. Како би можеле граѓаните директно да се вклучат за да бидат дел од акцијата да придонесат за истата? Граѓаните да ги купуваат производите на конкретната компанија,
да се вклучат директно во оваа акција, затоа што тоа е право пропорционално. Колку повеќе купуваат, толку повеќе се донира во детското одделение на болницата. Исто така и ги повикувам другите компании, значи да го покачат нивото на свеста на општествена одговорност, за и они да спроведуваат вакви акции, затоа што од ваквите акции сите добиваат. Компанијата се промовира, а ние, граѓаните, добиваме по-добра здравствена заштита. Господине Станковски, ви благодарам за разговор. Благодарам и на вас. Поради изведување на градежните работи за обнова на далеководот Скопје-Тетово, денови веќе има прекини во снабдувањето со електрична енергија во неколку населени места во Тетовско. Македонскиот електропреносен систем оператор МЕПСО ги известува жителите на населените места Шемшево, Сиричино, Палатица, Сараќино и Озормиште дека ќе има прекини во снабдувањето со електрична енергија заради изградба на новиот 110 киловолтен далековод што ги поврзува трансформаторските станици Скопје 1, Југохром, ТРЦ и Тетово 1. Заради електромонтажни работи на трасата во деновите 4, 5 и 6 јуни од 9 до 12 часот и од 14 до 18 часот, без напојување со електрична енергија ќе бидат жителите на Шемшево и на Сиричино. Од истите наведени причини во деновите 6, 7 и 8 јуни, без напојување со електрична енергија од 9 до 17 часот, ќе останат жителите на Палатица, Озормиште, Желино и Сараќино. МЕПСО е во финална фаза од изградба на новиот далновод, линиски енергетски објект со кој значајно ќе се зголеми доверливоста во снабдувањето со квалитетна електрична енергија на Тетовскиот регион, еден од најголемите конзументи на електрична енергија во Република Македонија. Новиот далновод е инвестиција во преносната мрежа вредна над 3,5 милиони евра, наменети за изградба на нови 158 челично решеткасти столбови, нови спроводни јажиња, изолатори, спојна и овесна опрема. Далноводот што се реконструира беше поставен на армирано бетонски столбови и беше во функција подолго од 60 години. 43 годишна гостиварка се затрула со варикина. Татко пријавил во полиција дека на неговата ќерка и се заканувал поранешниот сопруг. Уште еден обид за самоубиство во Гостивар, како што соопшти СВР Тетово вчера вечер околу 21 часот и 20 минути на ургентното одделение во Гостиварската болница била донесена 43 годишна гостиварка, која претходно испила, односно се затрула со одредена количина варикина. На затруената, која подолго време се соочувала со психичко растројство, укажана е лекарска помош и нешто подоцна пуштена е дома. Татко пријавил во полиција дека на неговата ќерка и се заканувал поранешниот сопруг. Како што соопшти СВР Тетово, 60 годишен жител на тетовското село Палатица вчера пријавил злоупотреба на лични податоци и изнуда, што врз неговата 35 годишна ќерка ги извршил нејзиниот поранешен сопруг, 34 годишен тетовец. Пред известно време тој отворил лажен профил на Facebook со име на поранешната сопруга, времено вработена во странство, и се заканувал дека ќе објави и на сегашниот сопруг и свекор, ќе им испрати интимни фотографии, доколку за почеток не му исплати 1000 евра, а потоа 3000 евра, но и дека ќе ги убие децата. Откако не го добил бараното, поранешниот сопруг продолжил да испраќа пораки со заканувачка и компрометирачка содржина. Се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на сите поединости поврзани со пријавеното, пошто против пријавеното лице ќе следува соодветен поднесок. Председателот Иванов со одлуката за колективна аболиција на 56 лица опфатил и луѓе кои немаат никакво својство во специјалното обвинителство, соопшти на денешната пресконференција обвинителката и портпаролка на специјалното јавно обвинителство Ленче Ристовска. Се ја очекува сите аболиции да бидат повлечени, а се уште се чека одговори за тоа од каде Иванов имал информации дека токму тие лица се осомничени за нешто за да ги аболицира. На председателот му тече рокот во делот на аболициите кои се веќе поништени. Правдата не смее да има селективен пристап. Ние се уште го очекуваме одговорот од председателот во смисла на тоа од каде Иванов има информации за осомничени лица во наши тајни предистражни постапки. Веруваме дека председателот ќе ги отповика и другите одлуки за аболиција. За поништените аболиции постапки продолжуваат во другите делови. Ќе видиме како ќе се одвива по завршувањето на рокот, рече Ристовска.
И понатаму аболирани од Иванов остануваат 5 лица осомничени за случајот Титаник, 3 за тврдина, 6 луѓе осомничени во тортура и по 2 за предметите ТНТ и пуч. Овие лица се ја не може да бара кривично да се гонат. Специјалното јавно обвинителство во моментов води 7 истражни постапки за 60 лица. Дел од нив се фокусирани на финансиски истраги за кои треба определен временски период за да може да се извлечат заклучоци. Целта, како што рече Ристовска, е да се покаже дека криминалот не се исплати и оние кои го прекршиле законот нема да одговараат само кривично, туку ќе имаат и материјална казна, односно ќе им биде одземена материјалната корист. Ристовска потенцира дека СЈО работи неселективно според уставот и законите, така што сите осомничени се еднакви пред законот. Брод со неколку стотици мигранти потонал во близина на грчкиот остров Крит. Луѓето се во водата, од бродовите кои биле во зоната им фрлиле спасувачки пловци за да можат мигрантите да се фатат за нив, информираат од полицијата. 25 метарскиот брод е половина потопен. Кон местото на несреќата се испратени 2 патролни чамци, авион и хеликоптер. Најмалку 4 бродови кои се во областа се вклучуваат во спасувачката операција. Германските власти соопштија дека тела на 6 жртви од поплавите во Баварија се пронајдени во близина на границата со Австрија. Во Франција пак 2 лица загинале во поплавите. По повлекувањето на водата продолжува потрагата по исчезнатите луѓе. Според властите во Париз се очекува реката Сена денеска да го достигне својот максимум, откако вчера по поројните дождови реката се излијала од коритото, поплавувајќи ги улиците на францускиот главен град. Локалните власти соопштија дека Франција е пред прогласување на состојба на природна катастрофа во областите кои се најпогодени од поплавите, претежно местата каде што течат притоките на Сена. Британскиот премиер Дейвид Камерон ги предупреди сонародниците да не гласаат за излегување од Европската Унија. Иднината на нашите деца и внуци не сме да се става на коцка, рече Камерон за телевизијата Sky News. Тој додаде дека ЕУ и него понекогаш го полудува, но да се гласа за излегување од Унијата би бил акт на економско самонаштетување. Демонстранти се судрија со полицијата во Каракас во моменти на тензии поради политичката и економската криза во Венецуела. Протестите против недостигот од прехранбени продукти преминаа во насилство и полицијата употреби солзавец врз демонстрантите кои се обидоа да дојдат до претседателската палата. Националниот сојуз на новинари соопшти дека 11 новинари биле претепани. Венецуела е во тешка економска криза која дополнително е изострена со политичките несогласувања меѓу социјалистичката влада на претседателот Николас Мадуро и опозицијата која има мнозинство во парламентот по изборите во декември. 7-годишниот Ямато Танака, кого родителите за казна го оставиле во шума на островот Хокаидо во Јапонија, минатиот викенд е пронајден жив по 6 ноќи, наведуваат властите. Малиот Ямата го пронашла војската во една колиба во воена база каде инаку се изведуваат воени вежби. Докторот вели дека детето имало само неколку гребнати и дека било прилично мирно кога го пронашле. Родителите го изфрлиле Ямата од автомобилот поради лошо однесување, а на полицијата претходно кажале дека се изгубил при планинарење. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Попладне наместа нестабилно со врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 8 до 17 степени, а дневните од 20 до 28 степени. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Попладне во планинските подрачја се услови за изолирана појава на краткотраен дожд. Утринските температури ќе се движат од 7 до 17 степени, а дневните од 19 до 28 степени. Тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.